Продолжуваме со емисијата. Со мене денеска во студиото имам двајца мои драги гости и соговорници со кои што ќе разговараме на навистина интересни теми. Со мене денеска се Илија Дојчиновски, психолог во психолошкото советувалиште во специјалната болница Филип Тури, и Александра Валкановска, која најга Црвениот крст на град Скопје. Здраво и добро ни дојдовте на двајцата. Здравейте. Она што е интересно на самиот почеток е што 21 до 28 месецов се одржува неделата за борба против срцево-садови заболувања. Тоа е една интересна тема на која што ќе разговараме, меѓутоа важно е да нагласиме дека токму денеска се одбележува 13 години од постоењето и од основањето на специјалната болница Филип Тури. Најнапред, Илија и јас ви честитам на целиот тим за овој јубилеј. Би сакала да ни кажете како ќе се одбележи овој јубилеј. Така, благодарам за честитките. Ја користам и јас оваа прилика на сите колеги, особено на доктор Жан Митрев, да ги честитам овие 13 години постоење со искрени желби за многу успеси понатаму. Денеска во Музеот на македонската независност и самостојност од 12 часот ќе се случува прославата, на која што се поканети и доста гости, така што денес така на еден убав начин ќе прославиме 13 години постоење на специјалната болница за хируршки болести Филип Тури. Така, може да направиме една збирна информација, една сума сумару, беше ли успешна овие 13 години болницата? Да, успешно функционирање и ова 2012 година што помина со многу активности, новини, пред се од областа на медицината, проширување на дејностите во болницата, воведување нови техники, контакти со многу луѓе, доста проекти, така што јас верувам дека 2012 беше навистина успешна година за Филип Тури. Така. А сега во продолжение за кое што би сакала да се задржиме малку повеќе, како што и пред малку нагласи, по 21 до 28 се одбележува неделата на срцево-садови заболувања и токму Црвениот крст и специјалната болница Филип Тури заедно со заеднички сили ќе ја одбележат. Сега, Александра, би сакала ти да ни кажеш нешто повеќе околу начинот на кој што ќе се одбележи оваа недела. Така, со оглед дека веќе станува збор за активности кои што слободно можеме да кажеме дека прераснаа во традиција, и тоа е една убава традиција. И сме горди што сите ова доби ваква димензија, односно соработката со специјалната болница Филип Тури и Црвениот крст во рамките на обележувањето на неделата за борба против срцево-садови заболувања. Периодот е зад нас, односно беа одбележани деновите од 21 до 28 февруари, и тоа со неколку активности согласно предходно договорените планови на двете страни. Целни групи, неколку опфатени, активности исто така неколку, со тоа што еве би споменале дека за почетокот беа подготвени информативни материјали, затоа што сметаме дека некогаш и тие самите по себе зборуваат, говорат, односно информираат во однос на нивната дистрибуција понатамошна изложеност во јавните институции или пак преку општинските организации на Црвен крст, преку специјалната болница Филип Тури, така што овие наменски изработени овој пат букмаркери и пустри навистина си ја направија својата работа, односно ги информираа по широките народни маси. Зборуваме за една убава кампања која што секоја година има различно мото и различна цел. Целта е можеби една она општата, меѓутоа цел во однос на оние подцели која целна група понатаму, што специфично сакаме да опфатиме, менуваме во зависност од потребите и на нашите корисници, односно и на волонтерите и на корисниците во болницата. Оваа година се задржавме на здравите животни навики во превенција од срцево-садовите заболувања. Зошто здравите животни навики? Затоа што велиме дека превенцијата е тој прв чекор за да не се случат нештата кои што може да завршат дури и фатално. А кога зборуваме поготово за превенцијата кај младите луѓе, кои што нас не бе една од целните групи преку клубот на млади на Црвен крст на град Скопје, и тоа како добро одбрана тема и самите резултати ќе ги откриеме, односно што е тоа што се случуваше, за да навистина се потрудиме да бидеме пристапни, да бидеме присутни и да направиме нешто позитивно токму за младите. Така, она што владее како верување меѓу нас е дека срцево-садовите заболувања се болести кои што ги напаѓаат повозрастните. Можеби токму затоа и ние помладите не внимаваме на ова. Или би сакала на вас да ве запрашам колку како психолог е потребно да се зборува, да се работи со младите, како би можеле тие на некој начин да осознаат колку овие
овие ризични фактори би можеле да влијаат на било кој човек без разлика на возраста? Така, како целна група ги одбравме младите, затоа што сметаме дека она што ќе се вложи во младоста, ќе се добие во староста, нели, како возврат. Старите џабе не рекле младост, лудост, нели, па кога сме млади, малку обрнуваме внимание на здравјето, затоа што некако природно младоста носи енергија, здравје и сила. Меѓутоа, тоа е нешто што се троши и нешто што од друга страна треба да се чува. Во колкав степен ќе го зачуваме, ќе зависи од нас самите. И практично и улогата на психологијата тука во превенцијата на болестите е многу голема. Последниве години, последниве децении, можам веќе да кажам слободно, дека во науката постои еден интегративен пристап, односно нема веќе исклучување на науките која е поважна, туку секоја станува важна сама по себе. Психологијата во однос на здравјето на човекот генерално на два начини може многу да помогне. Прво, преку конструктивното справување со стресот, затоа што преку стресот во организмот се случуваат многу промени на метаболичко ниво внатре, кои што доведуваат до болести, меѓу кои што се и кардиоваскуларните. Значи, кардиоваскуларните се водечки, меѓутоа не се единствени. И психологијата исто така може многу да помогне преку поддршка на здрави животни навики. Нешто што ние овој пат го направивме заедно со Црвениот крст на град Скопје. Значи, како младите луѓе да ги поттикнеме да практикуваат здрави животни навики, односно здраво да живеат. И тука може да се стави акцент на многу аспекти на здравото живење. Дали е тоа спортувањето, здравиот начин на исхрана, дружењето, социјалната поддршка, читањето литература која што информира, значи евентуално редовни прегледи доколку кај младиот човек е востановено дека треба да се придржува до некакви лекови можеби или да оди на некакви порегуларни прегледи. Така што ние како психолози тука ја гледаме важноста и затоа ги одбравме младите. Вложувањето во младите и вложувањето во младината значи вложување во една поздрава иднина. И во тој дух имавме и активности изминатава недела за кои што ќе кажеме нели малку повеќе. Така, токму тоа сакав и да се надоврзам и јас. Ги споменавме младите, меѓутоа еве да им појасни на нашите гледачи како тие беа вклучени во целиот овој проект за одбележувањето на Ванидол. Така, мило ми е што сепак се вложи во нив, односно што се одбра за една од целните групи, затоа што навистина се вложи. Нешто што беше реализирано во текот на вчерашниот ден, беше една работилница поделена во два дела. Првиот дел во работилницата опфатена тема во однос на здрави животни навики, превенција од срцево-садови заболувања со докторка од специјалната болница Филип II, значи благодарност голема доктор Јулијана Шорко, која што беше едукатор за младите, кој што навистина отвори нови теми, нови хоризонти, поттикна многу прашања, многу размислувања, многу интересен пристап каде што всушност се зборуваше за она што е секојдневие во однос на исхраната, пушењето, алкохол, од употребата или злоупотребата на истите, здравите животни навики во однос на пешачењето, спортувањето и така натаму. Така што поттикна таа дискусија, таа презентација многу прашања токму кај нив. Меѓутоа, она што исто така многу интересно е дека во самото тоа предавање имавме еден дел, односно еден час, каде што всушност и физички беа младите активни. Значи во салата, во спортскиот центар Борис Трајковски се случуваше сето ова. Имаше и еден час по аеробик, пилатес, значи комбинирани техники, каде што всушност со инструктор директно и бевме во можност, односно видовме што значи да си физички активен, кои вежби се можеби оние најадекватни за возраста, за конституцијата на младите, што е најадекватно за да се почувствуваат дека треба да се движат, односно да прават нешто со своето тело, како се согоруваат тие маснути, затоа што знаат дека младите луѓе поготово се особено склонни да јадат брза храна, благи нешта и така натаму, што велеше докторката, ајде што ќе изедете, меѓутоа размислувате како сето тоа да го согорите, односно да не се таложи во организмот, да не се прават штетни масти кои што понатаму прават проблем на срцево-садови заболувања, односно така понатаму некои компликации во организмот. Така што тоа беше едно ново интересно искуство. Ние секоја година, како што споменав, правиме едукација на различни теми и не случајно одбрана токму тој здрав
животен стил, затоа што ете токму таа промоција ги натера младите можеби да сменат нешто кај себе, да намалат или воопшто да исфрлат некои нездрави, не толку здрави продукти или пак пушењето е каков фактор или алкохолот. Така што беше интересно, беше исполнето и имавме дури на крај една донација од Житолукс, односно оние нутри лебови кои што тие ги донираат за волонтерите, за сите оние присутни, затоа што ете дури почнувајќи од лебот како нешто што секојдневно го консумираме, добивме некои нови сознанија дека дали тој црниот леб со зрно е многу поздрав односно белиот леб, кој што има дури зголема концентрација на шеќери, колку што се доциравме синоќа. Така што навистина секој искуство е добре дојдено. Че тоа беше едната активност, би ја нарекла. Имаше ли интерес кај младите? Како тие го доживеа ова предавање, овој час рекреативен, едукативен или каков и да беше? И како може да се пријавуваат истите? Дали имаше заинтересираност за да дојдат на ова предавање? Така, значи тоа беше беа младите регрутирани преку клубот на млади, значи имаше 20 на млади од клубот на млади на Црвен крст на град Скопје и уште 10 на млади кои што го посетуваат нашиот центар за баратели Назел во Шуто и Ризари, кои што исто така беа мобилизирани, односно беа присутни на ова предавање. Да, споменав дека интересот беше голем, беа заинтересирани, поготово што беше интерактивно, значи и тие самите прашуваа, коментираа, дополнуваа, бара некои до објаснување и пред се делот каде што беа физички активни, односно каде што по завршувањето на едукација, значи ставија полесна облека, патики на себе и влегува директно во фитнес салата, каде што ете практицира, односно веќе самите се уверија дека интересно беше, забавно и тоа дружење, кога станува збор за дружење, што е интересно поготово за младиот човек, дека може нешто здраво да се практицира, при тоа да се поминеш на вистина многу убаво. Така, би сакала или да дополните вие на она што го зборувавме со Александра, освен на часот по физичко и вест, така би го нарекла, која беше и улогата ваша како психолог? Вчера имавме уште една интересна активност, некако паралелно вчера се случува работите. Јас со колешката Фросина и волонтер од Црвениот крст на град Скопје бевме во посета на 3 семејства кои што имаат пациент опериран во нашата болница. Посетивме пациентка која што пред година дена е оперирана и посетивме 2 дечиња кои што во Филип II правеа минатата година кардиохируршки зафат, односно операција на срце. Затоа што од минатата 2012 нова активност која што се случува во Филип II е и детските операции на срце, односно операции на срце кај деца. Така што оваа година одбравме тоа да биде еден постар пациент и 2 деца. И прекрасно е чувството кога ќе појдеме да ги видиме тие дечиња и таа пациентка кои што биле кај нас, сме ги виделе во едно светло на едно исчекување, операција, стравови, напнатост. Целото семејство е на моменти во една паника што ќе се случува, каков ќе биде исходот, особено кога се работи за децата, колку родителите се под голем стрес во целиот тој процес. Можам да кажам дека едното девојче кое што кај нас правеше операција беше присутно на летниот камп со незината мајка минатата година, пред да ја прави операцијата и имаше прилика да се дружи со деца кои што веќе поминале оперативни зафати. И тој е летен камп кој што ќе се случува и оваа година и имаме едно навистина одлично позитивно искуство, колку тоа дружење, колку тие контакти на ова семејство значеа за полесно да се преброди процесот, оперативниот зафат фактички кај девојчето, како од страна на девојчето како 9-10 годишна, нели, така и од страна на низините родители. Така што прекрасна акција, прекрасно дружење и големо задоволство кога ги видиме тие луѓе излезени од кај нас во полно здравје, со комплетно семејство дома, како продолжуваат да живеат, да се радуваат на животот и да се дружат понатаму. Така им се менуваат ли навиките откако ќе бидат изложени и подложни на еден хируршки зафат? Доколку имале лоши навики во текот на нивниот живот, имате ли такво искуство да знаете дека им се менуваат навиките? Да, кај еден извесен процент од пациентите поминувањето на тој процес во нашата болница, значи превењето операција на срце за нив значи голем животен настан. И многу од нив знаат да кажат една голема животна лекција. Една голема лекција за животот, од која што тие многу научиле, затоа што превењето операција на срце буди многу големи стравови,
вклучително и оние стравови дали ќе се преживее. Така што некако даваат одлична прилика тие денови таму и периодот после тоа човекот да си направи едно редефинирање кои му се приоритетите во животот, што навистина сака, што до тогаш практикувал, колку тоа му користело, односно колку било штетно за неговото здравје што до тогаш го правил. И самиот оперативен зафат да му помогне во градење на свесноста за сопственото здравје, за сопствената личност. И колку и да звучи парадоксално, значи болеста и тоа како знае многу да му помогне на човекот да тој понатаму стане многу посвесен за тоа што му се случува на психички план. И цела среќа еден извесен број пациенти го постигнуваат тоа. За жал, реалноста е и таа дека дел од пациентите се враќаат на старите навики, односно има еден таков, го вика мене еден месец, нели, кога се пази што се јаде, се внимава колку се пие, се практикува некаква физичка активност, се внимава околу стресот, колку што се може да се избегнува и слично, меѓутоа, за жал, сепак 1% на пациенти повторно се враќаат на старите навики, за жал, ризикувајќи повторно да се јави здравствен проблем. Така, има една поговорка која вели дека треба да учиме од сопствените грешки, меѓутоа има и една друга која вели дека е подобро да учиме од туѓите грешки. Може би и оние кои што и досега немаат апсолутно никакви проблеми со срцето, би можело да научат од туѓите грешки и да внимаваат како живеат. Особено затоа што нашата психоедукативна подготовка се случува и целиот процес на престој на пациентот фактички се случува и заедно со неговото семејство. Секогаш како служба и како психолози, јас и колешките ја користиме приликата децата на нашите пациенти да ги едуцираме и со нив доста да работиме, затоа што нивните родители дошле кај нас, особено ако се работи за кардиоваскуларно заболување, тогаш веројатно помалку или повеќе постои некаква генетска склоност, некаква генетска осетливост, односно кардиоваскуларниот систем е на некој начин поосетлив да заболи. Така што, особено кој оваа популација, е многу важно да се работи на почитување на здравјето, унапредување на квалитетот на живот, практикување здрави животни навики и секојаш кога имаме прилика, ние тоа го правиме. Така, на контекст на одбележувањето на неделата на срцево-садови заболувања беа возможени и бесплатни прегледи за стари лица со кардиоваскуларни заболувања. Може ли сега нешто повеќе околу да ни кажете? Така, значи, исто така традиционална активност во изминатите години, секојаш се трудиме одредена целна група, ранлива или помалку ранлива, да биде опфатена со оние бесплатни прегледи во специјалната болница Филип Втори. Значи, изминатите години сме возможили за лицата, например, со церебрална парализа, од нивниот центар Порака, значи, повеќе категории. Оваа година се одлучивме за старите лица кои што го посетуваат или пак се опфатени со проектот за грижа за стари лица кој што се имплементира преку Црвениот крст на град Скопје. Ова се лица кои што можеби не се во можност да си го возможат сами овој преглед и навистина е убава иницијативата да се прегледаат, односно сепак стручниот тим да каже мислење што е фактичката ситуација, што понатаму, така што наредните денови 12 лица ќе бидат опфатени со овие бесплатни прегледи од лекар специјалист во просториите на клиниката. Исто така, Илија ќе дефинира темата, предпоставувам, за оние едукации кои што ќе бидат за старите лица, кои што ги посетуваат дневните центри, значи тоа се катчиња каде што на дневна основа доаѓаат старите лица или пак кога станува збор за одредена тема од интерес или едукација, се повикуваат за да бидат присутни, за да слушнат, за да дознаат нешто повеќе, така што во дневниот центар Даре Џамбас и во дневниот центар во Црвениот крст Чаир ќе бидат реализирани и такви едукативни предавања, наменски адаптирани токму за старите лица. Да, баш минатата недела имавме прилика да ги посетиме доле и социјалните работници кои што и психолозите кои што го водат центарот. И така баш на обострано задоволство ќе ги спроведеме тие активности. Веројатно вака начелно и јас како размислувам темата би била можеби успешно старење, како успешно да се старее, затоа што некако сите ние сакали или не одиме натаму.
Така, она што на самиот крај сакала да го објасниме. Споминавме колку стресот знаете влијае врз срцево-сосудовите заболувања, меѓутоа и темата на ова одбележување на оваа недела е здравите животни навики како превенција од срцево-сосудови заболувања. Кога зборуваме за здрави животни навики, нели мислиме на здрава исхрана, здрав живот без никакви пороци, меѓутоа како еден човек да се справи со стресот кој што нели и вие и во многу други прилики сме имале можност да слушнеме како некој ни кажува дека е еден од главните причинители за оваа болест. Јас вака како ве слушам би предложил веројатно не една, туку повеќе емисии да организирате на тема стрес и справување со стрес, затоа што на нас психолозите ни е најтешко прашањето во една реченица да одговориме како да се справиме со стресот, затоа што нема магично стапче и нема волшебни реченици кои што ако си ги кажеме во даден момент ќе не ослободат од целиот стрес. Стресот практично треба да се решава со така наречените антистрес програми, односно како секој од нас да ги поттикнува здравите системи на функционирање, за да кога ќе дојде стресната ситуација, организмот полесно се справи. Што тоа значи? Ако јас имам редовен сон, ако внимавам колку течности внесувам и што пијам, ако внимавам што јадам, ако правам избор на луѓе што мене ми пријаат со кого јас ќе се дружам, ако имам некое хоби, ако имам некаква спортска активност каде што трошам енергија и каде што собирам енергија практично, кога ќе се случи некаков стресен настан, дали е тоа во најлоша варијанта смрт на некоја блиска особа, дали е тоа некаков неуспех на работното место, дали е тоа раскинување на врска, распад на брак или без разлика како ви да е стресниот настан, доколку претходно организмот изградил капацитети здрави, тоа е така во психологијата се нарекува тоа резилиентност, односно една жилавост за справување во дадена ситуација, тогаш стресот, односно ударот кој што ќе се нанесе на организмот флексибилно ќе го поднесе, ќе се свитка, ќе се подсвитка, ќе се наведне, меѓутоа нема да се скрши, ака сликовито кажано. Значи, јас имам една интересна асоциација, знаете, онаа човечка фигура која што доле има една метална топка, тешка, или вие како и да ја спуштите, во дадена ситуација топката, пошто доле има здраво јадро и добро тежиште, повторно човечето ќе се врати нели во баланс. Така да некако сликовито тука би изборувале во правец на справување со стресот. Како и во дадени ситуации кога ќе се искривиме, ќе не удри стресот, ќе паднеме, нели, вештината, велате, повторно не е проблем тоа што ќе паднеме, проблем е после тоа повторно да се исправиме, да станеме да се исправиме. Така, јас мислам дека ова беа навистина убави зборови за крај на денешниот разговор. Би посакала повторно нели да направиме една ваква емисија во која што ќе можеме поопширно да им објасниме на нашите гледачи на кој начин да се справат со стресот. Така никаде би ви заблагодарила на двајцата за денешното гостување. Ви благодариме за поканата секако. Продолжуваме ние понатаму со нашата емисија.